стоматологията е уметност и е голема одговорност. Дефинитивно да. Ако земеме во предвид дека работиме прво со здравје, жив организам, потоа работиме на лице и рехабилитираме функции на устната празнина, тогаш сите овие три фактори, и ако ја додадеме и естетиката, го зголемуваат тежината на професијата. Мој драг професор пред 15 години самиот кажа, ќе дојде време кога во Македонија секоја фамилија ќе си има матичен стоматолог и за жал тоа почнува да се случува се почесто. Ќе спомнам и за едукација. Плаќаме високи цени за котизација на настани кои што се одржуваат на светско ниво. И доктор во Швајцарија ќе ја плати истата цена како и јас и мој колега овде и останати. Меѓутоа, цената на имплантот сепак зависи од стандардот на граѓаните. Фондот за здравствено осигурување нормално има услуги кои што ги покрива до одреден степен. Останатото е партиципација од страна на пациентите. Имплантите во тој дел се уште не спаѓаат и мислам дека и така ќе остане. Но и дали се доживотни имплантите? Одлично прашање. Мит, одма да кажем. Не постои доживотен имплант. Убаво кажавте, психологијата тука е клучен момент. Па на некој начин ние стоматолозите сме и психолози. Да се воспостави добра комуникација со пациентот и процесот да тече непречен. Пак ќе кажам, тоа вештачката интелигенција се уште не може да го... Тука ја гледам слабоста на вештачката интелигенција во овој момент. Оно човечкото се уште го нема. И сакам веднаш да расчистам еден мит, кој што кружи помеѓу социјалните мрежи, холивудска насмевка или Hollywood smile, како термин. Како термин не постои во литература, не постои во книга, тоа е измислен термин со цел да се прикажат бели совршени зави, меѓутоа совршенство не постои.